Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе збориме за андрогенеза, односно за развиток на хаплоидни растенија од машки гаметофит. Првично ќе ја разгледаме морфологијата на прашниците или пак исто така наречени микроспорофили. Значи знаеме дека цветот така има плодник кој е женскиот полов орган и прашници во ред. Сега збирот од сите прашници се нарекува андрецеум. Значи збирот од сите прашници е андрецеум. Сега, овдека имаме еден прашник. Вред, ако зумираме, ќе добиеме следново. Така, прашникот е изграден од филамент и антера. Антерата всушност е изградена од две полуантери. Една полуантера и друга полуантера. Вред. Сега, ако видиме како е изградена полуантерата всушност содржи два како канали кои се наоѓаат во секоја полуантера, кои се наречени микроспорангиуми. А двете полуантери се поврзани помеѓу себе со нешто што се нарекува конектив. Значи тоа е стерилно ткиво кое ги сврзува, така. Значи двете полуантери се сврзани. Иако ова дека што го имам нацртано всушност ако ја земеме антерата и вака ја пресечеме, така гледате дека како божемски правам каков е пресекот. Ако така ја пресечеме, тоа што ќе добиеме е ова. Сега. Добро, има конектив, има полуантера, има вакви како канали, значи овие канали идат вака длабоко надоле, само што не се нацртани, кои што се нарекуваат микроспорангиуми. Тие се всушност еден вид торбички, како гнезда за микроспори, од кои нели ќе ги добиеме поленовите зрна. Но, интересно е дека не сите прашници имаат способност да формираат микроспори. Тие прашници кои не може да формираат микроспори се рекуваат стаминоиди. И тие најчесто имаат некаква си механичка улога. Вред. Значи повторно на кратко имаме прашник, се дели на филамент и антера, имаме две антери, односно полуантери, тие се поврзани со конектив, внатре во полуантерата имаме по два канала кои се нарекуваат микроспорангиуми, кај што имаме микроспори од кои доаѓаат поленови зрна. Сега, ќе разгледаме процесот на микроспорогенеза. Тоа е процес при кој добиваме машки гаметофит, односно микрогаметофит. Ова дека лево што е нацртано е всушност едната полуантера и другата полуантера. Вред, значи ова дека е конектив ткивото, нели сега што го разгледавме на кратко. Така. Вред, тоа е тоа. Сега, овдека, значи со сина боја се микроспорангиумите, кај што ги спомнавме, и од надвршната страна имате еден слој од клетки кои се нарекуваат тапетум. Тука има и други слоеви на клетки, не се толку битни, тоа ако збориме за анатомија и морфологија на растенија, сега не ни интересира, но има еден слој тапетум кој е многу битен во самиот процес на микроспорогенеза. Во ред. Сега, внатре во овие микроспорангиуми имаме нешто што се нарекуваат спорогена клетка или археоспоријална клетка. Вред, значи овие со портокалова боја. Сега, ако би извадиле таа, овдека на као зумирано, ликува нешто вака. Имаме една обвивка која е налик клеточен зид, но не е изградена од целулоза, него е изградена од каулоза, која е 1,3 бета-Д глукан. Така, сега вакво клеточниот зид со целулоза е 1,4. Бред, дека 1,3, така што малце се разликува, али најчесто во најголем дел од литературата не прават некоја си разлика. Првично имаме клетка која има 2N број на хромозоми, така е диплоидна, и тие ќе се наоѓаат во 4C формација и ќе започне мејоза 1. Вред, од кој ќе имаме мејоза 1, се добиваат две клетки кои ќе имаат 2N, 2C број на хромозоми, па претрпува мејоза 2 и од кој ќе заврши мејоза 2 се добиваат 4 клетки кои имаат N број на хромозоми, така, кои се наоѓаат во 2C форма. И овие клетки се нарекуваат сега микроспори. Вред, и ги имаме 4. Негдека околу ова време од тапетумот, нели кој го разгледавме, ова беше тапетум, така, слој на клетки кои се наоѓа околу микроспорангиумот, значи од тапетумот и од самиве микроспори почнуваат да се создаваат ензими кои се наречени калази.
Овие калази го деградираат оваа обвивка од калаза, односно од калоза. Добро. Инаку овие 4, вака кога се затворени, всушност се нарекуваат тетрада. Вред. Сега, добро, од кога ќе се деградира калозата, ќе се ослободат. Значи микроспорите сега ќе се ослободат. И сега да видиме што се случува на ниво на една од овие микроспори. Така, значи ги имаме сега микроспорите, идеме овде. Микроспорите сега ќе добијат клеточен зид. Вред. И ќе имаат ко два слоја на клеточен зид. Едниот е интина, внатрешен, така, со зелената боја тоа што е, биќе внатрешен, интина, internal. И имаш екзина, кој е external, кој надворешен. Така, и екзината има пори, за да може да има размена на некакви си материи. Вред? Окей. И ова сега е всушност ослободена микроспора. Она претрпува промени, односно се појавува вакуола, после тај временски период, и ова се нарекува поларизирана микроспора. После некое време започнува процес на митоза. Така, каде што ќе се добијат сега две клетки, но оваа втората клетка ќе остане внатре у првата. Као што гледаме овде. Вред? Има таква како полигонална форма. И она се нарекува генеративна клетка. Океј? Сега, после некое време оваа генеративната клетка веќе не е полигонална, него станува таква круглеста. И после некое време таа подлегнува на митоза. Значи генеративната клетка подлегнува на митоза, оваа клетка. Вред? Подлегнува на митоза и тоа што ќе се добие, таа ќе се подели на пола и ќе се добијат две клетки од нејза. И од генеративната клетка се добиваат две сперматогени јадра се нарекуваат, али всушност и тие се клетки. И сега всушност имаме на некој си начин три клетки. Така, односно три јадра кои се обвиени со интина и екзина. И ова е всушност триклеточен полен, односно тоа е поленовото зрно. И ова поленово зрно кога ќе падне на устенцето од плодникот, ќе образува нели потатом поленова цевка која ќе стигне нели до овулата на овариумот на плодникот. Тоа ќе го разгледуваме во наредното видео или тамо некој си видео. Не ви е сега толку тоа битно. Значи, видовте како ќе стигнеме до поленово зрно. Така. Ајде сега ќе повториме на кратко. Имаме полуантери. Така, во полуантерите имаме микроспорангиум. Вред. Микроспорангиумот е обкружен со еден слој на клетки кои се нарекуваат тапетум. Внатре во микроспорангиумот имаме спорогени клетки. Овие спорогени клетки претрпуваат процес на мејоза 1, мејоза 2, се добиваат 4 клетки, тетрада, се деградира калозата, се ослободуваат овие 4 клетки кои се микроспори. Така, тие почнуваат да создаваат околу нив нов вид на клеточен зид, кој е поделен на надворешен, екзина, која има пори, и внатрешен интина. Се појавува вакуола, имаме нова митоза, се прави една полигонална клетка, која се нарекува генеративна. Таа после добива некаква си округлеста форма и таа повторно подлежи на митоза и сега се дели на две и се добива всушност поленово зрно кое ќе има три јадра, две сперматогени или пак спермални исто така се нарекуваат и едно вегетативно. Значи тоа е процесот на микроспорогенеза. Сега ќе го разгледаме процесот на андрогенеза. Значи тоа е процес кој служи за добивање на хаплоидни растенија од култура на антери или поленови зрна. Поленовите зрна исто така ги нарекувавме микроспори. Вред. Сега, за да го објасниме процесов и понатаму сите работи кои ќе следат, многу би било добро ако имате некои познавања генетика и ако ја ќе пробам да објаснам. Сега, зошто воопшто го правиме ова? За да откриеме рецесивни мутации. Што е една од главните причини. Сега, првично да разгледаме нешто со генетика. Знаеме дека секој жив организам, ќе идеме на пример од луѓе, имаме две гарнитури на хромозоми. Едни се од мајката, овие црвените, така, едни се од таткото. Ние, како луѓе, имаме 23 од таткото, 23 од мајката. Вред, значи имаме 46 хромозоми. И, значи, имаме N од таткото и N од мајката. Односно, вкупно имаме 2N
хромозоми. Во ред, бројот на гарнитури е плоидност. Во ред, ако имаме една гарнитура, тоа е хаплоиден. Ако имаме две гарнитури, тоа е диплоиден. Во ред, ако имаме три гарнитури, тоа е триплоиден. Најчесто гарнитурите се различни. Така, значи тука имаме една гарнитура од татко, која е сина, и една гарнитура од мајка која е црвена. Но може и да се исти гарнитурите. Кај растенија, кај нас не може, кај луѓето. Во ред. Сега, да видиме некој ген кој се наоѓа например кај таткото, овдека со жолта боја. Во ред, мајката го има истиот тој ген. Сега, генот може да биде доминантен или рецесивен. Да речеме кај таткото е доминантен, кај мајката е рецесивен. Во ред, тоа значи дека индивидуата за овој ген е хетерозигот. Односно тоа би го бележеле вака. Да речеме дека има друг ген за кој таткото е рецесивен, мајката е доминантна. Во тој случај, таа индивидуа е исто хетерозигот за тој даден ген. Ке бележиме тука трет ген, кај што и таткото и мајката се рецесивни. Тоа значи дека е хомозигот рецесивен и тука ќе направиме уште една комбинација каде што се доминантни и ова ќе биде хомозигот за доминантни за тој даден ген. Сега, ако имаме една од овие комбинации, така, и да речеме дека рецесивниот ген е всушност мутација, не е тој дивиот тип, поради тоа, ние би сакале да откриеме ако некој растение има рецесивна мутација. Вред, значи ген кој би требало да биде доминантен во дивиот облик, али сега е рецесивен. Можеш да стигнеш до тој одговор, правејќи многу вкрстувања и да добиеш одговор, но можеш и да добиеш растенија кои имаат само една гарнитура или пак растенија кои имаат две гарнитури, ама од истиот вид. Значи можеш да добиеш растение кое има само, пример, црвената гарнитура, така што ако некој ген е рецесивен, нема доминантен кој би го сокрил на некој си начин, или пак можеш да добиеш клетки, односно растение, кои имаат две гарнитури, значи тие се 2N, така, но се истата гарнитура. Вред, значи 2, стварно има 2N, али двете гарнитури се исти, додека овдека е само N. Ова ќе биде хаплоидно, значи ова е хаплоидно, ова е диплоидно, а ова овде може да се нарече диплоидно, бидејќи да, има две гарнитури, али бидејќи се исти гарнитурите, го нарекуваме, за да има појаснување, дихаплоидно. Бидејќи е како да е хаплоидно, али има два пати од хаплоидното. Во ред, иако некогаш може да се нарекува диплоиден хаплотип или пак некои други кованици, ние ќе го користиме терминот дихаплоидно. Бидејќи оно да има две гарнитури, али се истите гарнитури. Така што за сите гени, за сите можни гени ќе биде хомозигот. Така например тука ако имаш еден ген кој е например рецесивен, тоа што и другиот алел е исто така рецесивен. А тука имаш ген кој е доминантен и другиот ген е доминантен. Така што за сите гени е хомозигот. Така или се два рецесивни или се два доминантни алели. И на овој начин можеме многу лесно да утврдиме кои гени од која гарнитура се рецесивни. Вред спрема својствата кои ги одат. Добро, не можеш за сите гени, некои се полигенски особини и така натаму. Но ако би симплифицирале, ова многу помага за откривање на рецесивни мутации. Сега, овие кои се хаплоидни, можеме, додека збориме барем за растенија, да ги поделиме во две групи. Значи, тие кои имаат како двојно намален број од диплоидниот вид, така, например, ако 2N е еднакво на, не знам, 14, во тој случај, овдека имаме N еднакво на 7. Вред, кај нас, диплоидно е нормално. Така што хаплоидно секогаш ќе биде 1N. Така, кај нас, кај луѓето. Али кај растенијата, постои опција растенијето да е полиплоидно. Така, например, растенијето е 4N. Во тој случај, например, 4N е 28, во тој случај би го нарекле ова полихаплоидно, каде што
2N, всушност ќе биде хаплоидното, кај што ќе биде 14. Иако е 2N, тоа повторно има половина од нормалната гарнитура. Значи, хаплоидно го збориме, најчесто се мисли половина од нормалното, кај некој растение може полиплоидно е нормално, така што половина од нормалното ќе биде ова полихаплоид. Кај луѓето тие термини не се користат, бидејќи не ни се случуваат такви работи, али кај растенијата веќе може да бидат полиплоидни и многу други работи може да се случат. Имаме термин, значи оваков вид ќе биде овие ќе бидат полихаплоиди, додека ова така е монохаплоид, односно регуларен хаплоид. Сега дека тука не ве испобудив премногу, пробајте онака да сватите што зборам, полека и ќе разберете. Сега, хаплоидиве не мора ние да ги создадеме инвитро, тие може да се добијат и во природни услови, така надвор во природа, односно ин виво преку спонтана партеногенеза, апомиксис, нели тоа беше адвентивна ембриогенеза. И тоа може да се јави или кај женскиот полов орган, но ние сега бидејќи збориме за андрогенеза, ќе спомнеме дека тоа всушност може да настане, нели каде што можат од вегетативното јадро и овие сперматогените јадра, спермиумите, да се формира хаплоидно растение, спонтано. И постојат уште многу други начини на кои можеме да добиеме хаплоидни растенија. Ќе видиме и со гиногенеза може да се направи, каде што ќе бидем малце подручни, ќе се користи женскиот полов орган, ќе се користи толчникот. Ќе имаме овули таму и така натаму. Но, постојат и физички методи за да се индуцираат хаплоидни растенија. Може да користиме ионизирачко зрачење, може да користиме радиоизотопи, температурен стрес, за доцнето опрашување. Ќе видиме сега подобро и за температурен стрес. Нефункционален полен, тоа е многу интересно. Ко можеме женскиот цвет да го прелажеме со нефункционален полен и оно ќе мисли оплоден, но е всушност не оплоден, и оно ќе почне да си прави растенија, растенијето ќе биде хаплоидно. Океј, значи поентата ми е има различни методи на кои може да се добијат хаплоидни растенија. Дел од нив се биолошки, дел се со помош на физика, да употребиме зрачење и така натаму. Но сега ќе испомнеме тие кои се во инвитро најбитни, тоа е култура на антери, култура на изолиран полен, култура на протопласти, елиминација на хромозоми, тоа е малце потешко, но во култура на млади ембриони, партеногенеза. Значи, тоа е главното што треба да спомнам за андрогенеза. Нормално сега ќе се надополнуваме и со други работи. Сега ќе видиме неколку начини на кои може да се добијат хаплоидни растенија или пак дихаплоидни растенија. Значи, првично да речеме дека може да дегенерира или пак вегетативната или да дегенерира генеративната клетка. Во ред. И при кој било од тие два случаи ќе се добие само една клетка, така во микроспората, која има N број на хромозоми. И понатаму таа клетка, ако се дели понатаму, може да се добие мултицелуларен хаплоиден проембрион. Во ред, бидејќи нели ќе се дели, и тоа што ќе се добие ќе биде хаплоиден, бидејќи има само N број на хромозоми, од тоа што започнало, дали е вегетативната или генеративната. Значи, кое било може да дегенерира и повторно се добие истото. Вториот начин е да останат и вегетативното и генеративното, бидејќи и двете имаат N број на хромозоми и имаат исти гарнитура, бидејќи они дојдоа со митоза. Пречно ли беше едно јадро, па со митоза се доби уште едно, така што имаат иста гарнитура и ниту едно од нив не мора да дегенерира, едноставно ќе продолжат да се делат. Вред, значи нема да извршат оплодување на женска јајна клетка, него едноставно ќе почне да се делат и ќе се образуваат мултицелуларен хаплоиден проембрион. Вред, значи тоа е втор начин. Сега да видиме како може да се добијат дихаплоидни растенија. Третиот уствари начин, да ќе речеме, е всушност да се фузираат генеративната со вегетативната. Знаеме дека секој од нив има N број на хромозоми, така што кога ќе се фузираат ќе се добие 2N. Така, но 2N кој има иста гарнитура, така што не е диплоидно, него е дихаплоидно. Океј.
И сега тоа може да се дели и ќе се добие мултицелуларен дихаплоиден проембрион. Значи, тоа е тоа. Сега видиме четврти начин е сушност кога се наоѓа во еднојадрен стадиум, така, значи пред да се добие вегетативна и генеративна клетка, така пред да се добие ова, едноставно да дојде до процес на ендомитоза, односно да се дуплира бројот на хромозоми. Повторно ќе биде истата гарнитура, само што ќе биде дуплирана и затоа го рекуваме дихаплоиден, и ќе се добие 2N. И тоа нема да премине во вегетативна и вакво и во генеративна и да продолжи да се дели, така и да се добие мултицелуларен дихаплоиден проембрион. Сега, дали е дихаплоиден проембрион или хаплоиден проембрион, тие понатаму можат дали преку индиректна ембриогенеза, односно да направиме калус, па од калусот да извадиме растение, или преку директна можеме да добиеме цело растение во инвитро култура. Аде сега да видиме како се добиваат хомозиготни растенија, иако го разгледавме сега пред малку. Значи, хомозиготни растенија, како што спомнавме, тие се диплоиди, поточно дихаплоиди, нели, кои содржат две идентични хромозомски гарнитури. Сега, дали ова се случува во природа? Се случува преку процес на самоопрашување. Вред, сега не се случува често, али може да се случи. Значи, самоопрашување. Сега, иако растенијата постојано сами се опрашуваат, тие гаметите се различни, така, значи имаме упалено зрна кои имаат различни хромозоми, бидејќи има процес на кросинг овер и така натаму, така што различни се хромозомите и не се јавува, но некогаш може да се појави. Во ред, каде што ќе имаме само опрашување и ќе се појават хомозиготни растенија. Сега, ние во инвитро можеме ги добиеме за многу побрз период, и еден од процесите е преку спонтана фузија, така, значи можеме да фузираме две хаплоидни поленови зрна и да добиеме диплоидно јадро, значи или две хаплоидни поленови зрна или пак двете генеративна или вегетативна, нели, кои се наоѓаат внатре во микроспората, односно поленовото зрно. Тоа е еден начин, така да добиеме диплоидно, односно дихаплоидно јадро. Друг е преку процесот на ендомитоза, односно процес каде што всушност пробува клетката да има клеточна делба, али делбеното вретено не е добро поставено или пак воопшто го нема, така што хромозомите не се распределуваат на двата краја. Сега треба да знаете, нели, како се одвива клеточна делба, но едноставно нема анафаза, така што тоа што го добиваш е само дуплицирани хромозоми, а не добиваш две клетки. Сега ендомитоза, да, може да се случи спонтано и во природа и во инвитро услови, но ние можеме и да ја индуцираме. Например, можеме со некои фитохормони, така усидни цитокинини, кои индуцираат формирање на калусно ткиво, да се индуцира всушност и ендомитоза, или пак со употреба на различни хемиски средства. Најчесто се употребуваат оризалин или колхицин. Значи, тие се хемиски материи кои инхибираат формирање на делбено вретено, така што отсуствува анафаза и добиваш, нели, хомозиготни. И си има постапка тоа всушност како се прави, така не го ставаш директно од клетката, него има зависи како го изолираш експлантантот, па како се третира и така натаму, но тоа нас не ни интересира. Во ред? Сега ќе збориме за техниката на култура на антери, која е прилично едноставна, брза и успешна метода за добивање на хаплоидни растенија, нели, во инвитро услови, каде што всушност ги користиме антерите и процесот на соматска ембриогенеза или пак органогенеза за да добиеме хаплоидно растение. Сега, нема секогаш да добиеме хаплоидно растение, поради тоа што во самите антерии постојат и диплоидни клетки, така, значи не се сите полови клетки. Половите клетки се микроспорите кои се, нели, внатре во микроспоренгиумите. Нели, тоа го разгледавме, нели, почнав на видеото сега, да не се навраќам. Ако не се микроспорите кои се во микроспоренгиумите, во тој случај ќе добиеме диплоидно растение. Така, например, ако од ткивото на конектив, нели, конективот беше тоа што ги врзува двете полуантери, или пак филаментот, така, филаментот, делот од антерите кои не ги гради микроспоренгиумите. Значи, може од сите овие клетки кои се исто дел од антерите, односно од прашниците, нели, главно,
да образува, нели, понатаму калусно ткиво, па преку органогенеза или соматска ембриогенеза да добиеме диплоидно растение. И затоа секогаш кога се користи култура, кога се прави метода од култура на антери, треба да се провери, нели, од послем цитогенетски дали растението стварно е диплоидно или хаплоидно. Значи труд во кога се пишува труд, нели, за растение, кога се работи нешто вакво, мора секогаш да се имаат цитогенетски анализи, бидејќи вакви работи постојано се случуваат. Така, си мислел дека ќе правиш хаплоидно растение и си добил диплоидно. Зошто? Зашто клетките биле од конективот. Значи, тоа е тоа. Сега, што е најдобро се користи? Значи, најдобро се користат незрели антери. И што се прави? Значи, пред што се зима цветна пупка, така, значи се зима цветна пупка, се стерилизира, така, и од цветната пупка после се откинуваат всушност прашниците и од прашникот полека се пази, се отсекува антерата. Така, гледаме да не оштетиме многу антерава, така да не направиш многу повреди на нејзе, зашто после кога ќе култивираш од нејзе ќе порасне калус. Ти не ќе да расте калус на секаде. И затоа не треба да се направат многу повреди. Во ред, и добро да речеме дека сме изолирале без повреди и се треба да ставиме на подлога. Повторно, подлогата многу е битно какви фитохормони има. Така, у секој видео го спомнуваме фитохормони. Да, многу се битни, кој ќе биде соодносот, тоа лабораторијата која си го работи ова, си го знае. Постојат протоколи. И главно можеме да вршиме директна или индиректна андрогенеза. Директна андрогенеза е каде што имаме формирање на ембриони од поленовите зрна на антерите. Така, без да имаме калус. Значи, директна андрогенеза е преку поленовите зрна. Вред, така, преку поленови зрна. И ова се нарекува непосредна. Исто така. Бидејќи немаме формирање на калус. И имаме индиректна андрогенеза, каде што од поленовите зрна се формира калусно ткиво, па од калусното ткиво со процес на ембриогенеза или органогенеза регенерираш хаплоидно растение. Значи, индиректна е дека од поленово зрно се прави калус, па од калусот, така, па ти од калусот правиш органогенеза или пак соматска ембриогенеза и добиваш хаплоидно растение. Нормално можеш и диплоидно да добиеш, зависи како си работел. И методологијата на работа е всушност различна за секое растение. Нормално имаат различни прашници, различна градба и така натаму. Така што си има протоколи за секое растение, добро нема за сите, за тие кои најчесто се работат, како да се изврши методата за да го добиеш посакуваниот резултат. Сега ќе спомнеме малку нешто за култура на поленови зрна. Значи, ова е метода која е слична со претходната, односно со култура на антери и служи како подобрување на претходната. Бидејќи нели спомнавме кога култивираш антери, има шанса да добиеш и диплоидни растенија, односно култивирањето е всушност смеса од диплоидни и хаплоидни. Бидејќи конективот, например, има диплоидни клетки, голем дел од ткивото на антерите има диплоидни клетки и филаментот има диплоидни клетки. Така што не е оптимална метода. Сега, културата на поленови зрна, всушност, ги отстранува тие диплоидни клетки на кој начин? Всушност, нели првично изолираш антери, добро, на температура 27 степени, потоа, после 4 дена од прилика, така, се истиснува поленот од антерите. Едноставно, овдека, нели кај што е поленот, внатре во микроспорангиумот, се истиснува надвор. Така, едноставно го истиснуваш и го вадиш. Сега, нормално ти друго истиснуваш, ки искочи некои други работи, така, што е бележено дека со портокало, некои клетки, и жолто ќе ставиме, некои клетки кои се од околното ткиво. Во ред, затоа правично ги култивираш на течна подлога, така, значи првично ги ставаш на течна подлога и таа ја филтрираш, па после повторно ги инуклираш на течна подлога, али сега, нели се надеваш дека се само поленовите зрносно микроспорите. После некое време, така, повторно ги ставаш на
цврста подлога. Значи кога ќе постигнат одредена концентрација се ставаат сега на цврста подлога, каде што додека се на цврстата подлога, нормално ќе сакаме преку процес на соматска ембриогенеза да добиеме понатаму целосно растение. Во ред. Значи тоа е главната идеја. Сега, методов на култура на изолирани поленови зрна, значи ги изолираме, наспрема претходниот метод со култура на антери, има неколку предности. Така, значи една од предностите е дека го нема дејството на зидот на антерата и некои други соседни ткива кои можеби ќе интерферираат. Така, полесно регулираме што може да влие врз процесот на... Ги регулираме факторите кои влијаат врз процесот на андрогенеза, кои ќе ги разгледаме сега на кратко. Стадиумите полесно се следат, бидејќи немаш смесана клетки, имаш еден вид само клетки, полесно можеш да гледаш до каде се. И плюс немаме добивање на диплоиди, така бидејќи само имаме хаплоидни, имаме поголем принос, баш повторно поради истата идеја, ако немаме диплоиди, сите што сме ги добили се хаплоиди, така што имаш поголем принос за хранливата подлога што си ја искористил. И при култивирање на поленовите зрна се развиваат ембриони, значи директно од поленот, и многу лесно може дека да се прават трансформации, односно да се истражува мутагенеза во инвитро услови. Бидејќи многу лесно може да се применат физички и хемиски агенси, нели, кои се всушност мутагени. Добро, тоа беше главното за култура на поленови зрна, а сега ќе ги разгледаме факторите кои имаат влијание врз процесот на андрогенеза. Сега ќе разгледаме некои фактори кои имаат влијание врз процесот на андрогенеза. Прво е генотипот на растенијето донатор, односно видот на растенијето. И ова е еден од главните фактори кои влијаа врз индукција на процесот на андрогенеза и добивање на хаплоидни растенија. И например има некои истражувања каде што анализирале 21 сорта пченица, каде што само кај 10 сорти било формирано хаплоидно ткиво преку андрогенеза. Тоа значи дека не сите видови можат да го користат овој метод на андрогенеза за добивање на хаплоидни растенија. Втор фактор е физиолошката состојба, односно дали е здраво растенијето, и возраста на растенијето донор. И прилично очигледно као ќе резултира ово, ако имаме подздраво растение, поголема е шанса дека ќе имаме успешна андрогенеза. Исто така, возраста е прилично битна. Младите растенија, кои се во почеток на репродуктивната фаза, имаат многу подобра шанса дека ќе дадат подобра андрогенеза, него тие кои се во крајот на репродуктивниот циклус. Значи, прилично логични работи, но сепак вреди да се спомна. Следен фактор кој влијае на процесот на андрогенеза е всушност стадиумот на развиток на поленовите зрна, односно на микроспорите. Ако би земале антери, така кои се во некој си поран стадиум на развиток, и имаме еднојадрен стадиум на развиток на микроспората, во тој случај, ако ги култивираме тие микроспори, имаме многу поголема шанса дека ќе добиеме хаплоидни растенија. Во ред, додека ако подоцна ги култивираме антерите, односно микроспорите се во двојадрен стадиум, во тој случај добиваме растенија кои имаат различна плоидност. Да, можеби ќе добиеме и хаплоиди, ќе добиеме диплоиди и така натаму. Исто така, зголемена е и шансата дека ќе добиеме албино единки, ако култивираме во двојадрен стадиум. Ајде сега да видиме како влијае температурниот стрес. Значи, дури во природни услови, ако има ниска температура, постои зголемена шанса да се добијат хаплоидни растенија. Сега, не мора тоа секогаш да е случајот, има растенија каде што ако е висока температура да ќе се добијат хаплоиди. Има растенија каде што треба да биде прави ниска, па да биде висока и нели ќе почне клетично тело во поленовото зрно и ќе се добијат хаплоиди. Значи, не постои еден рецепт ваква температура и се добива тоа и тоа, али кај одредени растенија, одредена температура може да ја зголеми шансата дека ќе се добијат хаплоидни растенија. И спрема тоа, ние можеме всушност да го користиме температурниот стрес и во инвитро услови за да добиеме хаплоиди. Нормално треба да се види литература на каква температура одговара растенијето и потоа може да се користи. Сега да спомнам дека при висока температура микроспорите синтетизираат ни протеини кои се речени хит шок протеини.
Така, значи heat, shock, proteins. И овие протеини се одговорни за да ги спречат другите протеини да не денатурираат. Значи имаат одговорност за да заштитат микроспората од високата температура. И кај голем дел од растенијата забележано е дека потребни се вакви хичок протеини со цел да се индуцира андрогенеза. Така што имаат важна улога. Сега ниските температури исто така може да се користат всушност за чување на поленот, така бидејќи ниската температура ги успорува сите метаболички процеси. Така, едноставно го задржува поленот да биде што подолго време виабилен, така бидејќи не старее, не деградира и така натаму. И тоа е главното тоа што требаше се спомне за температура и андрогенеза. Сега, може и растенијата да се третираат со хемиски соединенија и да добиеме всушност например хаплоиди, и ова например забележано е кај никотинија табакум, односно тутунот, кој може да биде прскан со етрел и андрогенезата било зголемена дури за 25%. Значи, различни растенија со различни хемиски соединенија, но постои таа опција. Состав на хранлива подлога, како во секој видео ќе спомнуваме, и прво овдека е минералниот состав на подлогата. Минералниот состав е доста битен за процесот на андрогенеза во инвитро. Сега нема да избегаме без ова, да ги спомнеме фитохормоните, односно ауксини и цитокинини. Исто и нив можеме да ги користиме со цел да индуцираме андрогенеза и повторно треба да биде запазен со односот, зависно кој експлантант и така натаму. Најчесто нели се ставаат антерии, но од антериите кои ги ставаме, бидејќи во нив има и ткиво кое е соматско, можат всушност да индуцираат со калуси од соматските ткива. И затоа се додава често цитокинин, кој е кинетин цитокининот, се додава кој има инхибиторно дејство врз процесот на создавање на калуси од соматски ткива. Така што има повторно тука протоколи како се тоа се прави, односно сам тука спомнуваме некои општи работи. Интересно е исто така дека ако се додае активен јаглен во инвитро, зголемува стапката на андрогенеза. Сега прашањето е зошто тоа би се случувало. И одговорот е дека кога ја спремаме подлогата, имаме сахароза, но бидејќи подлогата мора да се загрее со цел да биде стерилна, сахарозата преминува во едно соединение кое се нарекува 5-хидроксиметилфурфурол. Во ред? Тоа соединение, значи 5-хидроксиметилфурфурол, е всушност адсорбирано од страна на активниот јаглен. Така што целото тоа соединение иде кај активниот јаглен, бидејќи ова соединение всушност го инхибира процесот на андрогенеза. Така што кога ќе ставиш активен јаглен, тоа соединение иде кај него, така и се зголемува процесот на андрогенеза бидејќи не е толку инхибира. Ајде сега да спомнеме нешто за албино растенија при андрогенеза. Неколку збора за што се тоа албино растенија. Значи тоа се растенија кои немаат хлорофил. Значи изгледаат бело, како овдека што гледате на сликава. Сега нормално се потикна прашањето ако немаат хлорофил, како воопшто прават храна, бидејќи нели знаеме растенијата преку фотосинтеза прават храна. И одговорот е не прават храна. Едноставно растенијата кои во природа би биле вакви, тие би изумреле нели онда кога ќе се потрошат резервните материи од ендоспермот, нели од семето. Така. Сега некои ние во инвитро можеме да ги чуваме полго време, бидејќи можеме да додаваме нели хранливи материи во медиумот, во подлогата. Но во природа главно ако видите некое растение кое пораснато и успева да биде такво бело, најверојатно некој си паразит и краде храна од некаде. Сега, ако немаат хлорофил, тоа значи дека процесот на добивање на хлоропласти така е неуспешен. Така, значи пропластидите неуспешно се трансформираат во хлоропласти. Односно немаме хлоропласти, односно немаме хлорофил. И во инвитро услови ние ова можеме да го индуцираме. Во ред, значи со ниска температура ние всушност можеме да предизвикаме, односно да добиеме албино растенија. И интересно е дека ако кај некој растенија се прави експерименти, дека например ако имаме ниска температура од 10 до 13 степени да речеме, и тоа трае околу 3 до
14 дена, во тој случај само 10% ќе бидат албино. Вред, значи тоа е ако трае од 3 до 14 дена. Но ако трае над 21 ден, во тој случај 100% ќе бидат албино. Вред, значи на 21 ден, на 10 до 13 степени Целзиусови имаме 100%, на 3 до 14 дена имаме 10%. Немаат некоја си посебна примена овие албино растенија, едноставно може да се продаваат во хортикултура, бидејќи можат да бидат онака интересни, а и бело растение или што знам. Ама треба да се одржуваат на посебен начин, бидејќи не може да обстојат така, бидејќи не прават храна, немаат хлоропласти, немаат хлорофил, нема фотосинтеза. И сега ќе завршиме со некои генетски карактеристики на растенијата добиени со андрогенеза. Значи во инвитро услови интересно е дека хаплоидните клетки спонтано претрпуваат процес на ендомитоза и добиваме ди или пак полиплоидни клетки. И ова може да представува проблем за добивање на трајни култури така од хаплоидни клетки. Бидејќи едноставно они спонтано ќе се станат ди или полиплоидни. Но постои начин да добиваме на пример само хаплоиди. Но не дека ќе ги стимулира создавање на хаплоиди, него едноставно се додава ова соединение парафлуорофенилаланин и ова важи само на пример за никотина, табаку, односно тутун и атропа беладона. Ако се додаде во култура од клетки од тие две растенија, во тој случај се инхибира растот на диплоидите, додека хаплоидите воопшто не реагираат на тоа соединение. И така што добиваш култура која ќе има само хаплоиди. Во ред, значи многу логично. И ова е еден начин да добиеш култура од хаплоидни клетки, но сепак тие со тек на време пак ќе се вратат да бидат диплоидни. Друга работа што треба да спомнам е дека нели од хаплоидните клетки, тие кои ќе се делат ќе добиеме мултицелуларен хаплоиден проембрион. Сега, од тој проембрион можеме да добиеме хаплоидни растенија или можеме да добиеме диплоидни, али хомозиготни. Во ред. Сега, ако добиеме хаплоидни растенија, тие ќе бидат стерилни. Во ред. Но ако добиеме диплоидни хомозиготни, тие ќе бидат фертилни. И ова е од голем бенефит, бидејќи овие растенија можат природно да се размножуваат, не мораме само инвитро да ги размножуваме. Во ред. И сега да спомнам дека интересно е дека кога се работи процесот на андрогенеза, околу 70 до 80% се хаплоиден или диплоидни хомозиготи, додека само мал процент, околу 15 до 30 се со анеуплоиди, полиплоиди или миксоплоиди. Значи најчесто, дори до 80% од времето се овие хаплоидни или диплоидни хомозиготи, кога го користиме процесот на андрогенеза. Вред, значи ова е 70 до 80% од случаите. Нормално секогаш кога работиме мораме да направиме проверка дека стварно сме го добиле тоа што сакаме, бидејќи нели кога работиме со антерии може од конективот да добиеме диплоиди, така кои нема да бидат хомозиготи. А нас не се интересни овие диплоидните хомозиготи, бидејќи многу е полесно да утврдиме какви карактеристики носат, така, и да знаеме што ќе се добие со наредните генерации. И како за крај само да спомнам дека сите типови на регенерати, нели хаплоидни, анеуплоиди, полиплоиди или миксоплоиди, освен диплоидите, се генетски нестабилни. И поради тоа што се генетски нестабилни, тие се всушност извор на генетска варијабилност. Сега генетската варијабилност е добра до некој си степен, бидејќи можеме да правиме селекција и да избереме уште подобри карактеристики, но во некои случаи не е добра. Некогаш сакаме да знаеме точно што ќе имаме во наредните генерации. Во ред, тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.